Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Joyce Meyer службите. Не се жалите дека сте во долгови ако само си продолжувате да трошите пари. Колкумина се согласуваат со тоа. Што е целта ако се жалиме за нешто, немаме намера да направиме ништо околу тоа? Дали знаете колку од вашите проблеми ние можеме да ги поправиме само ако сакаме? Библијата вели дека ние треба да донесеме жртва или жртва од славење. Така, славењето Бог го гледа како една жртва, а ние го нудиме нашето славење. И славењето едноставно е историја или раскажување. А тоа е случка за нешто добро што Бог го направил за вас. Така, кога ние се собираме заедно во нашите мали групи, што ги речете да зборуваме за добрите работи што Бог ги прави наместо да наоѓаме нешто? А колку од вас веќе ви е до овде да го слушате народот како се жали за се. Мислам, само тоа го слушате. Тоа е како веќе не можам да стојам ако треба да слушам уште повеќе поплаки. Оној кој, Псалм 50:23 вели, оној кој принесува жртва благодарствена, тој ме прославува. Оној кој го следи мојот пат, нему ќе му го покажам моето спасение. Преку Христос, ајде, постојано и во секое време да донесуваме жртва на славење. Дали денес имаме навистина благодарни луѓе овде? Видете, јас ви кажам, вам не ви треба оваа порака. На колку од вас им е многу лесно да се поплакуваат? Во ред. Колку од вас мислат дека слушањето на денешната порака ќе ви помогне да не се жалите толку многу како порано? Барем ден или два. Мој Боже, ние би требало да бидеме толку благодарни. Мислам, нема да одиме во пеколот. Помислете на тоа. Вие ќе живеете вечно. Вау, и тоа во Божјето присуство. Колку прекрасно е тоа. Во ред. Поплакувањето е грев. Броеви 21 од 4 до 7 за израелците. Знаете, изгледа многу глупаво да се каже дека на некој му требало 40 години за да изоди 11-дневно патување, нели? Но јас се прашувам, колку од нас може би се уште се вртат околу истите планини со години и години наместо да одат напред, да се справат со работите и да преминат преку тоа. Толку изморено, толку лесно здебелување. Мојот метаболизам е толку бавен. Посакував да бев од тие слаби луѓе за да можам да си јадам се што сакам и никогаш да не качам ниту 1 килограм. Па ти не си еден од нив. Едноставно само справи се со тоа. Амин. Знаете, ние само треба, мислам, нема смисол ако јас се жалам за јас морам да патувам цело време за службата, толку сум изморена од пакување и распакување, од тоа да бидам во хотели, мрам. Ако јас сакам да го правам ова. Ве молам, ајде да престанеме да се поплакуваме за работите кои ние сами сме ги избрале да ги правиме. И што и да изберете да правите, ќе има добар дел од тоа и ќе има добар дел од тоа кој нема да ви се допаѓа. Се доаѓа со привилегии и придобивки, но доаѓа и со испитувања и неволје. Амин. Ако мислиш дека е тешко да си самец, чекај додека да стапиш во брак. Амин. Ако си самец, не мора никогаш да прашуваш дали можеш да застанеш и да земеш нешто за јадење на пат кон дома. Можеш да одиш секаде каде што сакаш и да правиш што сакаш. Сега, на мене ми се допаѓа што сум во брак, но само ви кажувам за да знаете. Вие можете да се поплакувате за тоа што сте самци, но јас можам да ви ветам дека кога ќе стапите во брак, вие ќе се поплакувате и за тоа исто така. Амин. Ах, леле. И најпосле, ова е третата порака. Не знам, кога почнавме минатата ноќ, 7 часот. До сега јас си кажував што си сакам.
Ми останаа само 13 минути да проповедам и можам да си кажам што сакам. И нема да бидам овде 6 месеци и до тогаш вие ќе ми простите. Се ќе биде добро. Луѓе, молете се за мене да престанам да се поплакувам. Ќе се молите ли? Само молете се за мене и јас за вас, за да можеме да престанеме со поплаките и мрморењето. Знаете, и тоа е поплакување. Дали го правите тоа? Само вака. Животот е толку тежок. Мислам, ајде ве молам. Мојот клима уред се расипа кога си дојдев од едно патување. Климата во мојата спална. И сега, не е толку важно бидејќи имам други 2 спални кои никој не ја употребува и јас можам таму да спијам. Креветот беше надвор од мојата спална, а јас сакав да бидам независна. Не ми се допаѓаше. Потоа јас и Дејв поминавме време зборувајќи за тоа дека додека растевме немавме ниту ни вентилатор. Хајде, вие можете да зборувате на себе самите колку сте лошо расположени, но можете исто да зборувате на себе си кога не сте. Броеви 21:4. Од планината Ор тие тргнаа кон Црвеното море за да ја заобиколат земјата на Едом и народот стана нетрпелив на патот. Луѓето востропаа против Бог и Мојсей. Зошто не изведе од Египет, за да умреме ли во пустината? Нема храна, нема вода, а ова не омрзна. Еден превод вели бескорисна храна, друг превод вели слаба презрена мана. Тогаш Бог испрати отровни змии помеѓу луѓето. Тие ги касаа и многу од нив изумреа. Всушност 23.000 и тие добија откровение. Замислете го ова. И народот дојде кај Мојсей и рече: ние сгрешивме. Можеме ли ние да го сватиме тоа пред да мора да имаме неволји? Живеејќи во куќа полна со благодарност и ценење. Ајде, ценете го тоа што го имате. Ценете ги луѓето во вашиот живот. Не гледате само се што може да најдете што е грешка кај нив. Ценете ги работите кои ви се допаѓаат. Јас малку се жалев ова утро. И мразам да го кажувам тоа откако поучувам за тоа да не се поплакуваме, но мојот сопруг сакаше да ми ја поправи мојата коса. Не целата, но знаете. Имам еден прамен токму овде назад, кој оди во 2 различни правци и треба да се помачам. Зајте да го наместам, каде што нема да изгледа како да имам дел од Црвеното море разделено назад на мојата глава. Така Дејв секогаш вели: ајде ти ја проверам косата. Добро, тој е навистина трпелива личност, а јас сум малку кон тоа, направи и премени преку тоа. Така тој го зема ово мал чешел, овој мал шилес чешел и го тркна секое влакно. Ги става во правилна насока и потоа тој, знаете, секогаш до тогаш ја станува нервозна и јас сум како: во ред, доволно е, и тој ми вели: биди мирна. Тогаш јас велам: добро, твојата коса ти е залепена назад. Сега, нели тоа е начинот на кој се однесуваме ние? Ако не се допаѓа нешто, тогаш веднаш ние враќаме назад на другата личност. Добро, и твојата коса исто така не е совршена. Тогаш Господ испрати отровни, огнени змии. И тие ги касаа луѓето, а тие рекоа: ние сгрешивме. Леле, замислете го тоа. Помоли му се на Господ да ги отстрани од нас змиите. И Мојсей се молеше за народот. Сега тој запис во броевите 21 е повторен во 1 Коринтијани.
Всушност во 1 Коринтијани вели дека тие работи се запишани. Павле вели, овие работи се запишани за ваше поучување, за да вие не го правите тоа што тие го направија. Ајде. Така тоа ни кажува дека ние не би требало да го искушуваме Господ и да го испитуваме неговото трпение. Затоа ајде да завршиме овде со неколку прашања. Дали вие сте задоволни повеќе од времето? Очигледно луѓето кои се задоволни се брзи да кажат да, но јас не слушнав некој да каже не. Сигурно сум дека има некој тука. Павле вели, јас научив да бидам задоволен. Тој не вели дека почнал така, тој вели дека го научил тоа. Знаете што мислам јас, дека еден од начините што ги научивме е дека апсолутно е бескорисно да се поплакуваме. Ние добиваме одговори од Бог преку молитва, не преку жалење. И кога ние се молиме, а потоа се жалиме кое што го правиме, ние се молиме во нашето време за молитва наутро. Ах, Боже, помогни ми со ова, помогни ми со тоа, помогни ми. Одиме на ручек со некоја сестра по пладнето и се жалиме за се што сме се молеле тоа утро. Дали ти си личност која има високи побарувања? Па барем добив едно смеење. Знаете, моите омилени работи се такви што јас ги нарекувам малку побарувачки. Тие доаѓаат на работа на време, си ја вршат работата, одат на ручек, се враќаат на време, си ја вршат работата, ги седат упатствата. Си одат дома, доаѓаат на редниот ден, го прават тоа повторно. Ми се допаѓаат луѓе кои немаат секогаш нешто друго за да морат да бидат среќни. Може ли некој да му даде слава на Бог? Тема да ви се допадне ова, но јас сепак ќе го прочитам. Лука 3:14. И војниците го прашаа Исус: што да правиме ние? Тој рече: не земајте насила пари од никој преку закани или лажни обвинувања и бидете задоволни со вашите плати. Мислам дека тоа беше истиот меј што се смееше претходно. Имам една личност од сите овие илјади кои мисли дека сум смешна. Сега, Јаков 5:9 вели: не оплакувајте се еден против друг. Дали некој го чувствува тоа? Не оплакувајте се еден против друг, за да не бидете судени. Не се жалете. Сега, ова е од мене подарок од мене за вас. Не се поплакувајте за нешто за кое не сте спремни ништо да сторите. Ко, например, вашиот распоред. Бог ми кажа еднаш: ти си го правиш распоредот, ако не ти се допаѓа, промени го. Не се поплакувајте за тоа колку сте уморни, ако не си го преадаптирате вашиот живот за да имате повеќе одмор. Ќе ви го свртам грбот кога ќе го кажам ова. Има помалку луѓе овде кои ќе ми се налутат, така да не се жалите дали имате прекумерна тежина ако продолжувате да се пријадувате. Останаа 4 минути и си одам. Не се жалите за тоа дека сте во долгови ако само си продолжувате да трошите пари. Колку од вас се согласуваат со тоа? Што е смислата за поплаки за нешто за кое ништо немаме намера да направиме? Дали знаете дека сите наши проблеми можеме да ги решиме само ако сакаме? Во ред, уште еден стих и ќе ви дадам бакнеш.
Не се поплакувајте без да имате визија како да го поправите тоа. Авакум отиде кај Бог со поплак и Бог рече: запиши го видението и одбележи го јасно на плочи, та секој кој ќе помине да може да го прочита. Ми се допаѓа тоа. Ќе го прочитам ова. Авакум 2, 1 и 2. Застанав на стража и стоејќи на кулата наблюдував за да разберам што ќе ми каже тој и што да одговорам во врска со мојата поплака. Значи, Авакум отишол кај Бог со поплака и Бог ми одговори: запиши ја визијата, одбележи ја јасно на плоча, та секој кој ќе помине да може да го прочита. Ако вие имате поплаки во вашиот живот, тогаш имајте визија за тоа како може да ја поправите поплаката. Ако воопшто немате време да направите нешто, а цело време трчите наоколу фрустрирани, тогаш добијте визија. Седете и погледнете што правите. Што правите со вашето време? Видите што правите, а воопшто не донесувате некаков плод. Или во колку многу работи сте вклучени во кои Бог не ви рекол да се вклучите, а кои ги правите од целосно погрешни причини, сам затоа што не сакате некој друг да се налути, едноставно само го правите тоа. Вие ниту не знаете зошто правите нешто или тоа е нешто можеби требало да се прави одредено време и Бог завршил со тоа пред многу години, а вие се уште го правите. Значи има правило. Ако коњот бил мртов 10 години, време е да се симнеме од него. Не се обидувајте само да ги правите истите работи повторно и повторно ако тие не работат. Имајте визија. Ако сте во долгови, тоа ви донесува многу притисок. Размислете како може да ги платите сметките. Видете како можете без некои работи за некое време, така да можете да ставите екстра пари на тие сметки да излезете од долгот. Амин. Така, не се поплакувајте за нешто ако немате визија како да го средите тоа. Бог сака сите ние да бидеме среќни. Неемија се жалеше за урнатите зидови, така да тој доби визија и план како да ги поправи. Мартин Лутер Кинг имаше поплака за расизмот и тој доби визија како да го сопре тоа. Ајде. И на крај, ајде само да ве потсетам повторно. Ако се поплакувате за нешто, тогаш не се ниту мачите да се молите за тоа. Ќе ви кажам накратко една вистинска случка. Група на пастори кои ги знам отише на риболов во океанот. Ноќно рибарење на брегот на Калифорнија. Тие удриле во подводна карпа и имале огромна бродска несреќа и сите биле повредени. Некои од нив биле во навистина лоша состојба. Успеале да ја контактираат крај брежната стража, а кога стражата дошла таму, за кој мислам дека е правило во морето, тие рекле: дали имаме дозвола да пристапиме, господине? Ова е интересно. Тие крвареле, уништени, животите им биле во збрка во тој момент, и очено им била потребна помош исто како на луѓето кои се без Христос. Тие се очени и им треба секаква помош. Крварат однатре, имаат скршени срца и сепак Исус нема да дојде без да праша за дозвола. Така, денес јас мислам дека Исус вели на некои луѓе: дали имам дозвола да дојдам, господине? Дозвола да дојдам, Господјо? Знаете што? Тоа е толку едноставно. Бог ве љуби, без разлика колку смрдливи сте биле. Бог ве љуби. Не постои толку длабока јама која тој не може да ја достигне и да ве извади надвор од неа. Тој сака да направи нешто прекрасно во вашиот живот и не е прекасно за вас. Нема толку голем грев кој не може да биде опростен. Но ти треба да бидеш спремен да направиш една работа, а тоа е да кажеш дека веруваш дека Исус е Синот Божи. Веруваш дека тој навистина ги зеде твоите гревови врз себе. Тој умре за тебе, на твоето место. Твоите гревови се простени ако го примиш и донесеш одлука дека сакаш да се оддалечиш од гревот. Покајанието не значи само жал ми е за мојот грев, но значи дека јас сакам да се оттргнам од гревот, да се свртам кон Бог и да живеам целосно нов живот. Амин. Сега,
Ќе бидам многу искрена со вас. Да се биде христијанин е многу подобро отколку да се биде грешник. Но не е толку лесно. Ако се оттргнете од гревот и не учите како да живеете нов живот, ќе треба да го проучувате Словото. Веројатно да најдете и нови пријатели. Да бидете во добра црква, во атмосфера каде може да бидете со други луѓе кои се грижат за вас и ве сакаат. Ниту една од овие работи не е поврзана со вашето спасение. Ти си спасен затоа што веруваш. Ако сакаш да растеш и да уживаш во животот што ти го дал Исус и умрел за тебе, тогаш ќе има некои работи за кои ќе треба да дозволиш Бог да ги промени во твојот живот. Главното е дека Бог е трпелив. Тој не прави ништо ако ти не си спремен. Сакам да кажам, ако ти ја молиш молитвата за спасение со мене денес, ако го предадеш твојот живот на Христос, тогаш ти започнуваш со чекор број 1 на едно големо долго патување. Туку треба да бидеме спремни да имаме промена во животот. Има ли денес некој овде на кого му треба Исус да биде Господ на неговиот живот? Сака да го прими Исус како негов спасител? Ајде убаво и високо кренете рака. Вие сакате да го примите него како ваш спасител. Може би ќе речеш, Джойс, знаеш, јас не сум ниту сигурна дека сум спасена. Знаете, има многу луѓе кои само се религиозни. Тие само одат во црква и минуваат низ некои емоции. Тие зависат од работи. Па јас одам на црква. Знаете, вие можете да отидете и да седите во гаражата цел ден и то не ве прави да бидете автомобил. Мислам, само затоа што седите во црквата, тоа не значи дека сте христијанин. Мислам, христијанството е да го откриеш твојот живот и да кажеш, јас сум грешник, јас сбркав. Боже, ми требаш, дојди и живее внатре во мене. Земи го мојот живот и направи ме она што ти сакаш да бидам. Ако тоа се однесува на тебе и сакаш да се молам со тебе, ќе побарам да ми направиш услуга, да застанеш точно таму каде што си. Нема да излегувате напред. Само сакам да се исправите. Ајде, ако сте тоа вие, тогаш станете. Ајде на секое место. Станете таму на балконите. Ете така, секаде каде што сте. Ајде денес овде да имаме пробуда и да го направиме ѓаволот на вистина гневен. Ајде во ред, сега слушајте. Сите ние ќе ја молиме оваа молитва со вас. Јас не ве повикав да станете за да ве засрамам, но ако не сте спремни да се исправите овде, тогаш нема да го направите тоа ниту надвор во светот. Затоа јас сакам да ги замолам луѓето да го направат тоа, бидејќи со тоа некако потврдувате за себе велики. Гледај, јас сум сериозна за ова. Ајде да се молиме. Татко Бог, јас те љубам. Исусе, јас верувам во тебе. Јас верувам дека ти умре за мене и жал ми е за моите гревови. Јас се каам. Се оттргнувам од гревот и се свртувам кон тебе. Јас верувам. Јас те примам сега, Исусе. Да бидеш мој спасител, да бидеш мој Господ, да бидеш мој пријател. Се давам себе си на тебе. Земи ме таква како што сум и сега направи ме таква како што ти сакаш да бидам. Ти благодарам. Сега, јас верувам дека сум спасена. Моите гревови се простени. Јас сум на пат кон небото и јас ќе уживам во патувањето. Ајде да му дадеме слава на Бог за сите овие нови души денес. Амин. Поплаките сигурно може да ги направат нашите молитви неефективни. Наместо тоа, ние треба да се фокусираме и да бидеме благодарни за добрите работи што Бог ги донел во нашите животи.